Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитувана господјо заменик министер. Благодарам за извештајот кој што ни го дадовте, за податоците кои што ни ги соопштивте, но јас имам неколку прашања до вас. Првото прашање е, како вие како заменик министер сте задоволни од соработката со министерот за финансии Зоран Заев? Дали Зоран Заев секој ден доаѓа на работа во Министерството за финансии и каде ги држите колегиумите? Дали вработените од Министерството за финансии одат во владата, во кабинетот на премиерот Зоран Заев, или Зоран Заев, министерот за финансии, доаѓа во Министерството за финансии и таму држи колегиуми? Значи, едноставно прашање. Каде Зоран Заев, министерот за финансии, ги држи своите состаноци? Дали во владата како премиер, дали како министер во Министерството? Господјо заменик министер, дали сте вие задоволни од посветеноста и времето кое што министерот за финансии го алоцира во оваа клучна институција за финансиите и економијата во државата? Дали може да направите споредба, господјо заменик министер, со огромната посветеност која што имаше објективно Драган Тевдовски, со секојдневната негова ангажираност во Министерството за финансии, со запоставувањето на Министерството за финансии, кое што очигледно го имаме од Зоран Заев. Зоран Заев е и премиер, и председател на СДСМ, кој што во еден ден разрешува 70 председатели на општински организации на СДСМ. Зоран Заев е исто така и министар за финансии, шеф на телото за судски реформи, шеф на безбедносните служби, тајните служби и така натаму и така натаму. Дали вие како втор човек во Министерството за финансии мислите дека министерот за финансии и премиер и председател на СДСМ и шеф на кадровска на СДСМ и така натаму има капацитет сето ова да го извршува? Понатаму, дали во овој извештај кој што ни го предошивте, дали лично беше вклучен Зоран Заев како министер за финансии? Значи, тоа се прашањата. Тука погрешка беше дискусијава како дискусија, но имајќи ги секундите и можност да зборувам повеќе, секако ќе искористам, затоа што огромни се прашањата кои што во јавноста произлегуваат. Значи, господјо министер за финансии, тоа се моите прашања кон вас, тоа е репликата која што имав кон вас. Јавноста сака да ги чуе сите овие работи поврзани со премиерот и министер за финансии Зоран Заев. Благодарам.